Дали можеме на миг да го смириме умот и да се соочиме со реалност? Можеме, затоа што мораме, немаме друг избор. Дали забележувате како секојдневно сме зафатени со подробностите, што одамна изгубивме допир со реалноста на широката слика? Од дрвјата не можеме да ја видиме шумата. Знам, се кршат устави и закони, се игнорираат меѓународни конвенции и договори и се чини како да се повторуваат стари злосторства. И сето тоа поминува неказнето. Да, постои отпор, постои и бунт и неприфаќање, а сепак се проаѓа како подмачкано. Системот функционира како механизам на швајцарски часовник, на кој секојдневно му се додава по еден запченик именуван по буква од грчката азбука. И токму тој запченик и таа грчка буква е деталот кој го држи нашето внимание подалеку од големата слика. Да почнам со малку секојдневие. Black Friday. Огромна продавница за електроника. Внатре полна. Надвор редици, а на влезот стандардниот декор со редари кои мерат температура. Поединецот чека послушно во редицата чекајќи системот да му го даде правото кое претходната вечер му било ветено на телевизија или на интернет во форма на реклама. А внатре токму таа електроника, направена да изгледа попривлечно од фабриката за чоколадо на Вили Вонка. Токму тие синџири за окови на модерниот робовладетелски систем. За подсетување, изгледајте си го видеото "Дигитален тоталитаризам", го имате како линк во описот на ова видео. Внатре во таа продавница, драги мои, го гледам она огромно мнозинство кое по секоја цена сака да го живее своето старо секојдневие. Макар исполнето со нова нормалност, макар под нови услови. Она малцинство од 10% е она што можеби му е повеќе потребно на системот одошто послушното мнозинство. Овие 10% се ѓаволот во секој процес на инквизицијата. Тие се оправдувањето за мерките на угнетувањето. И ако мнозинството е слепо, малцинството од дрвјата не може да ја види шумата. Ајде да пробаме да ја видиме по широката слика. Можеме? Смееме? Имаме доволно храброст? Ајде да се обидеме. Постоењето на животот во универзумот не е само логичен факт. Тој всушност е смислата на постоењето на самиот универзум. Нашата наука, што своето незнаење го догматизира во апсолутна вистина, за сега има согледано неоргански и органски дел на универзумот. По таа логика неорганскиот доминира насекаде околу нас, вклучително и на нашата матична планета, додека органскиот е нешто помалку. Што е всушност органска материја? Органска материја е сплет од редица неоргански елементи, пред се јаглерот и вода, со други исто така неоргански елементи во нешто што го нарекуваме жива или органска материја. Каде настанува разликата помеѓу живото и неживото, не можеме да објасниме. Или можеби, не сакаме да го прифатиме најлогичниот одговор дека целиот универзум е жив. Од најстудениот астероид до најтоплата звезда. Се е живо и како такво во себе ја содржи Божјата искра, односно душа. Марс е подеднакво жив како и планетата Земја и се однесува во склад со својата природа, која е очигледно различна од таа на планетата Земја. Она што Земјата ја прави посебна е бујниот растителен и животински свет, или ако сакате, органскиот живот. А самата Земја во својот минерален состав ги содржи вообичаените елементи достапни на секаде во универзумот и во сончевиот систем, што повторно не доведува до мистеријата на животот. Ова што сега ќе го чуете е моја теорија која можете да ја проверувате со ваши истражувања и пред се со употреба на логика и здрав разум.
Положбата и карактеристиките на земјата се такви при што оддалеченоста од сонцето е таква што возможува благопријатна температура на поголемиот свој дел. Има активно топло јадро за кое се вели дека е предсе од течно железо. И објаснувањето на науката е дека ротацијата на ова течно железо го генерира земјиното магнетно поле. Малку е нејасно како течно железо би генерирало магнетно поле, кога се знае дека загреан магнет ги губи магнетните својства. А самото магнетно поле, види, е главниот мотив поради кој Земјата има атмосфера, која во спротивност би била одвеена од сончевата радијација. Не се. Сиве овие карактеристики укажуваат на интелигентен дизајн. Самата Земја, нејзината положба, па ако сакате и функцијата на месечината како нејзин сателит, се фактори кои овозможуваат живот. Создавањето на животот сам од себе во примордијалната супа, како што објаснува науката, е само една од поглупавите научни догми. Но дека интелигентната надворешна интервенција од цивилизација или цивилизации способни за таков тип на креација, секогаш е отфрлена од науката. А логично погледнато, само таков тип на објаснување има одржлива логика. Животот со сета негова разновидност е вештачки насаден на Земјата, заедно со самите услови во кои е доведена Земјата да може да го возможи тој живот, односно да стане она што е денес, мајка Земја. Оние што го насадиле животот овде, го направиле тоа со некаква цел и намена. Цел нормално во нивна корист. Подоцна, кога животот веќе виреал на Земјата, истиве овие креатори станале и колонизатори, при што дивиот жив свет почнале да го прилагодуваат на своите потреби, создавајќи втора генерација на живот, билки и животни кои ние денес ги познаваме како полиделски билки и домашни животни. И едните и другите се поврзуваат со врвот на овој процес наречен појава на цивилизацијата. И во оваа цивилизација централно место му е дадено на интелигентното животно наречено човек. Ова животно е создадено од овие интелигентни творци, заедно со домашните животни и полиделските билки, за да може да служи во овој систем изграден од неговите господари. За цели и намени важни исклучиво за истите тие господари. Со други зборови, човекот е роб. Создаден е да биде роб, бил роб во зората на цивилизацијата, роб е и денес. А кои се господарите? Господарите се оние ликови кои во митологиите ширум светот ги среќаваме под името богови. Иако во редица мои видеа укажував на фактот дека во секоја култура и јазик имаат соодветни имења. Имења за кои посветив доволно време и простор во моето видео за монотеизмот, исто така достапно во описот на ова видео. Ако сме искрени да прифатиме дека историјата на овој свет е фалсификат, тогаш искрено каде се наоѓа вистинската историја, особено онаа древната или историјата пред историјата. Нормално, одговорот на ова едноставно прашање е во митологијата. Митологијата можеме да ја наблюдуваме на два начина. Или онака како што ни ја представува академијата, односно како фантастичен приказ на нашите предци за светот што не можеле да си го објаснат, па му давале фантастични карактеристики, објаснување што е тешко за прифаќање кога ќе се види совпаѓањето на основните митови и митолошки личности во култури и простори кои немале допир во тоа време. Вториот начин е секако начинот кој што го предлагам јас, а тоа е митологијата да биде наблюдувана како древна историја. И тоа е историја која оди наназад илјадници, односно десетици и стотици илјади години наназад. Митолошките представи на ликовите што ние ги знаеме под генеричкото име богови, нивните одлики, карактеристики и дела, во нашата модерна култура се извор на инспирација за писателите и режисерите кои создаваат фантастични и научно-фантастични дела. Нешта што тешко можат да имаат врска со нашата човечка природа и реалност. Но истовремено, не значи дека само заради тоа се нереални. Можеби на проучувачите на митологијата од пред неколку века, па дури и на тие од раниот 20 век, митолошките представи им биле објасневи единствено преку бујната фантазија на древните народи. Но денес, во 21 век,
Со интернетот и брзиот проток на информации, секој љубопитен истражувач лесно може да сфати дека митолошките приказни не се така наивни. Само за мала илустрација да го погледнеме примерот со богот Аполо. За него се вели дека е древно божество на сонцето, кој со својата кочија патува по небото. Кочијата ја влечат златни коњи кои од своите ноздри блујат оган. Нормално наивен набљудувач нема да види ништо невообичаено овде. Набљудувачот во древните времиња ги опишувал појавите што ги гледа со имиња и поими што ги познава. Па така кочијата е секако одреден тип на летало, а со оглед дека го влечат златни коњи кои блујат оган низ ноздрите, јасно е дека ова летало е на млазен погон. И бидејќи не постои такво нешто како случајност, потсетете се како се викаше американската лунарна програма. Аполо, односно Аполон на англиски. Двата главни документи од кои го вадам заклучокот дека толку древните така наречени божества се господарите на светот, се Сумерската кралска листа и Торинската кралска листа. Првата, како што кажува и името, е сумерски преглед на владетелите на Сумер, додека втората е египетска, а се нарекува Торинска затоа што се чува во египетскиот музеј во Торино. И двете листи содржат имиња на владетели кои одат наназад во минатото од прилика 250.000 години. И што е најинтересно, должината на владењето на овие владетели од првите династии се мери во илјадници години. Пример, првите двајца владетели на Сумерската кралска листа заедно владееле 64.800 години. Ликовите од двете листи, односно ликовите кои имаат карактеристики тешки за објаснување, се прифатени како митолошки, додека се прифатени како реални само оние кои се совпаѓаат со денешниот приказ на историјата, односно во временската линија од 7000 години. На двете листи е забележливо како на почетокот времетраењето на владењето покрива десетици илјади години, за да подоцна тој период се намалува. Последните опишани владетели имаат вообичаена должина на нивното владење и по денешни стандарди. Ова е лесно објаснимо кога ќе се земе митот за златното доба во грчката митологија, во кој според Хесиод имаме златно доба, сребрено доба, бронзено доба, доба на херои или второ бронзено доба и на крај железно доба. Во златното доба смртта не постоела и луѓето биле вечно млади и здрави, додека во железното доба, во кој спаѓаме и ние денес, се е минливо и кратко. Исто така потврда на пренесувањето, односно мешањето на таа виша генетика со онаа на земните луѓе и создавањето на таа генерација на полубогови, ја имаме како во митологијата, така и во Библијата, каде во Битие глава 6, стихови од 1 до 4, се укажува на општењето на синовите Божи со ќерките човечки. Аргумент кој подробно е обработен во книгата на Енох. Во книгата на Енох се гледа и цивилизацијско-технолошкото унапредување што овие така наречени синови Божи го даваат на човештвото, особено преку женска линија. Преку тој генетски линк, на навидум обични човечки суштества им ја даваат делегирано моќта за владење со земјата. Овие делегирани луѓе се одбрани семејства, сина кралска крв. Нема ништо апстрактно во ова, ништо фантастично. Вистината ни е тука, пред очи. Сега, да се вратиме на денешнината. Зошто се прави сето ова? Одговорот е едноставен. Со скокот на технологијата, технолошки се напредува и системот на владење. Тој систем денес, од матриксот на материјалните 5 сетила, се стеснува на оно што се нарекува дигитален матрикс, виртуелна реалност, вештачка интелигенција и трансхуманизм. Дали сите овие господари се со намера за трајно поробување на човештвото? Не. Доволно е да ги погледнеме примерите на египетскиот Тот, односно грчко-римскиот Хермес Меркур, кој е познат како просветител, некој кој на човештвото му го има пренесено писмото, поезијата и слично. Или уште порадикалниот пример на Прометеј, кој од љубов кон човештвото му го има пренесено огното, како едно од првите цивилизацијски постигнувања на нашата Homo sapiens раса. Дар за кој бил окован на Кавказ од семокнот Зевс.
и на крајот на краевите, библиската змија, која за разлика од остатокот од елохимите, на првите луѓе, повторно преку жената Ева, им дава да јадат од дрвото на спознавањето на доброто и злото. Постапка која не само што не била грев, туку ги направила послични на нивните творци, зашто сведочи Битие, глава 3, стих 22. Фактот дека се споменува змија укажува на евентуалната рептилоидна природа на овие битија, чија што делумна генетика ја носиме во себе и ние. Без да должам, владењето со нас и со целокупната планета се спроведува токму како во филмот Матрикс, каде ние луѓето сме робовска сила за оваа мала и во денешно време невидлива елита. Нивните средства со кои низ илјадниците години не држале послушни и сервилни биле секако религијата, монетарниот систем, политичко-административниот систем, медиумите и во денешно време санитарно-технолошкиот матрикс со кој затворот на 5 физички сетила го стеснуваме на виртуелен затвор во кој идентично како во матрикс се претвораме во батерии.